Белградскиот дневен весник Политика во денешното издание, анализирајќи ја одлуката на Бугарската православна црква да прифати да ја застапува Македонската православна црква пред останатите цркви заради утврдување на канонскиот статус, пишува дека ги возбуди црковните кругови во Белград, пишувајќи обширно за текот на настаните на релација меѓу МПЦ и БПЦ и одлуката на синодот на БПЦ. Весникот, повикувајќи се на извори од врвот на Српската православна црква, пишува дека светиот архиерейски синод вчера имал редовна седница на која на маргините се разговарало и за настаните во Бугарија. Како што пишува Политика, во врвот на СПЦ неофицијално изјавиле дека се изненадени со одлуката на Бугарската патриаршија и се надеваат дека синодот во Софија ќе остане на линија на канонскиот поредок на црквата, со оглед на тоа да Охридската архиепископија начело со архиепископот Јован Вранишковски после неодамнешната пресуда на Европскиот суд за човекови прашања во Страсбур е законска канонска црква на тоа подрачје. На православниот народ во Македонија не му се скратени никакви права. Тој факт е потврден не само со канонското право, туку и според највисоките правни акти на Европската унија, напоменуваат изворите на Политика од СПЦ, врз основа на Нишкиот договор од 2002 година помеѓу СПЦ и како што пишува Белградскиот весник, канонско непризнатата МПЦ. Македонските епископи прифатиле да се вратат во канонско единство со СПЦ, но повраќањето во Македонија ги повлекле подписите. Според Политика, во потегот на МПЦ треба да се бараат и политички мотиви, бидејќи Бугарија од 1 јануари 2018 година го презема претседавањето со Европската унија, а официјално Скопје се надева дека тогаш конечно ќе ги отвори преговорите за членство во Европската унија. Како што беше објавено во текот на вчерашниот ден, Бугарската православна црква во духот на Христовото единство го прифати предлогот на Македонската православна црква Охридска архиепископија за застапување и признавање пред останатите православни цркви. Македонската православна црква Охридска архиепископија на 9 ноември испрати писмо до БПЦ во кое бараше да биде признаена како автокефална црква, а БПЦ да биде нејзината мајка црква.